Добар ден. Правото на организирање на работниците во здружение и во асоциации е еден од стандардите меѓународни на трудот. Тоа значи слободно здружување на работниците заради остварување на нивните интереси, но истовремено и нивните права. Во Македонија постојат повеќе синдикални централи, меѓутоа во денешниот разговор ќе разговараме со претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати, господин Благоје Ралповски. Најпрво, добар ден и добре дојдовте во нашата студија, ако може така да кажам. Добар ден и благодарам на поканата и добро најдовме. Навистина ми е драго што ќе начнеме теми кои што се навистина важни за сите работници, но истовремено дури и за сите работодавачи. Најпрво во разговорот би сакала да се навратиме на почетоците на Конфедерацијата, како се започна и кои се целите за кои што конкретно се залагате вие. Овак, личната карта на Конфедерацијата е од нејзиното основање 28 декември 2005 година. Се започува со 4 грански синдикати, кои што во тоа време, два од нив биле во Сојузот на синдикати на Македонија, два како независни синдикати, грански синдикати. Од незадоволството што се случувало во тогаш на синдикалната сцена, решиле да направат синдикален плурализам во Република Македонија и начело со Синдикатот за образование, наука и култура, кој што е еден од најмоćните грански синдикати не само во Македонија и пошироко на Балканот, одлучува да формираат една нова федерација. Тоа е Конфедерацијата на слободни синдикати, која што сега во моментов број 10 грански синдикати и преку 65.000 членови. Зашто конкретно се залага Конфедерацијата? Затоа што можеби годините порано некако синдикат се доживуваше како некој што можеби ќе добија доколку се членува кантасирање, ќе биде можеби екстремна во примерот. Меѓутоа се залагате конкретно за почитување на правата. Тоа е навистина важно. Значи, нашите идеи, нашите програми што се напишани уште во основачкиот конгрес, во програмата на Конфедерацијата, е за подобри права и подобар живот на сите вработени во Република Македонија, за почитување на законите, за тоа и се бориме денес, за тоа сме се бориле и во минатото. Со самото формирање на Конфедерацијата, после 2 години, која што успеала да докаже единствена репрезентативност во јавниот сектор, е потпишан првиот во историјата на Република Македонија општиот колективен договор во јавниот сектор. 2005 година Конфедерацијата, заради тоа што имаше проблеми при нејзиното формирање, Конфедерацијата почна порано да работи. 2006 година, на 1 мај, на сите плоштади из Македонија собравме 45.000 подписи, што ја иницииравме носењето на Законот за минимална плата и можам да кажам дека ние сме едни од најзаслужните или најзаслужни за идејата за воведување на минимална плата во Република Македонија, која што е сега популистичка мерка на сите политички партии во Република Македонија. Конфедерацијата е исто еден од промоторите на економско-социјалниот совет во Република Македонија во своето минато, но за жал можам да кажам дека нашата идеја на тоа како треба да функционира еден економско-социјален совет се уште не е остварена и мислам дека виднина ета и се бориме за тоа да биде почитуван и нашиот глас и гласот на работниците и на работодавачите, на сите, за да можеме да седнеме на еден демократски начин, на еден цивилизиран начин да ги решаваме проблемите што ги тиштат и нив и нас. Во самата најава кажав дека едно од правата е на работниците да се здржуваат, но дали во Македонија се почитува тоа право? Дали имаме слобода на здружување, на действување, на припадност на работниците кон одредена синдикална организација? Така. Горчливо прашање можеби. Да, горчливо прашање, но јас ќе одговорам. Немам стереотипи према или затвореност према тие отворени проблеми што го тиштат синдикалното движење во Република Македонија. Можам слободно да кажам дека ние во последните 2,5 години остро се спротивставуваме на задушувањето на синдикалното движење и остро се спротивставуваме и на централизирање на синдикалното движење од страна на власта. Ние никогаш не сме дозволени, нити ќе дозволиме, да бидеме под некоја капа, под нечија капа или да бидеме квази синдикат или жолт синдикат, какви што постојат многу во Македонија. Самото тоа кажува дека
доколку немаш одредена соработка или не си полтрон на одредена влада, значи ти имаш проблем, значи ние имаме проблем, или тој што не е полтрон на оваа влада има проблем при регистрација на синдикати, при слободно здружување на работниците, а да не збориме понатака во приватниот сектор. Значи, приватниот сектор е на голема болка, каде што не можеме да формираме синдикати. Сите синдикати што се во приватниот сектор се наследени од еден претходен систем. Во поново време, имаме многу странски инвестиции, каде што приватните стопанственици едноставно се заштитени од власта и не дозволуваат да се формираат синдикални организации. Тоа е реалната слика всушност Тоа е кај реалната нас. слика во Република Македонија и можам да кажам дека и доколку сакате да спроведете нешто своеволно или да побарате да се измени некој закон или да се испочитува некој закон или да се подобрат правата на работниците, тогаш следува удари од сите страни, значи и од работодавачите и од власта, за да по секоја цена се заглуши синдикалното движење. Долг е патот, треба издржливост веројатно и во оваа смисла, меѓутоа се надеваме на позитивни промени во следниот период. Но она што е во тек и што е актуелно се и протестите за зголемување на платите во јавниот сектор. По медиумите гледаме дека постојано организирате протести. Од каде потикна, ајде да тргнеме од потребата за овие протести и дали се забележува можеби позитивно влијание од другата страна? И дали останувате, дали така, ние остануваме на таа линија и ќе истраеме све до остварување на нашите барања за еден подобар живот, за еден пристоен живот на сите вработени, на сите наши членови кои што се вработени голем дел во јавниот сектор. Идејата не е потекната или иницијативата не е потекната од нас како раководство. Јас многу пати го имам тоа кажано и на пресконференции, дека на крајот од денот за нашите протести или доколку ние се радикализираме уште понатака и дека можно е да направиме генерален штрајк во јавниот сектор и да прогласиме генерален штрајк во јавниот сектор, за сето тоа ќе биде одговорно само владата во Република Македонија и низините министри. Потребата од протести дојде од неможноста на економско-социјалниот совет да ние регуларно ги побараме нашите барања, значи дискриминацијата од страна на министерката која што е председател на тој економско-социјален совет не дозволуваше да поставиме прашања кои што се поставени, кои што се во насока на воведувањето или зголемувањето на минималната плата, каде што законот кажува дека доколку се покачи минималната плата треба да се усогласат колективните договори. Еднострано се прекршени колективните договори од страна на власта, ние бараме тоа да се испочитува, значи процентот со која што е зголемена минималната плата треба да се зголемат и платите во јавниот сектор, кои што во последно време се повеќе и повеќе е изразено незадоволството за тоа што платите во јавниот сектор се дојдоа на едно равниште на социјална помош, на едно равниште на минимална плата, каде што вработените во јавниот сектор се чувствуваат како социјална категорија на граѓани во Република Македонија. Сметате дека зголемувањето на платата ќе го зголеми задоволството, мотивацијата и бенефитот конкретно за општеството, затоа што јавниот сектор е еден од општествен интерес? Значи, јавниот сектор е јавен сервис на државата и лицето на државата и тој што треба да биде во служба на граѓаните на Република Македонија, а не во служба на владата и министрите на Република Македонија. Да, треба да се зголеми, сметаме дека ќе се зголеми продуктивноста, затоа што верувајте дека со една просечна плата во јавниот сектор, која што изнесува 17.900, или на една просечна плата во образованието која изнесува 19.800, верувајте дека не може да го врзат крајот со крајот, крај со крај вработените, така да јас кажав дека дојдено е времето, дека чашата е прелеана и доколку, уште еднаш ќе кажам, доколку немаат разбирање према нас, доколку не седнеме, значи согласно законите да ги согласиме колективните договори со кои што ќе се покачат платите во јавниот сектор, што е законска обврска на владата, дека ние ќе мора да влеземе во еден генерален штрајк, каде што верувам дека огромен број на јавниот сектор и вработени во јавниот сектор ќе ни се придружат.
и ќе биде една ќе отидеме во една несакана насока и за нас како општество, и за нас како јавен сектор, и за влада, и затоа апелираме, и сега ќе кажам ексклузивно, тука во вашето интервју, дека на 23 февруари повторно правиме протестот е во Кичево. Ги поканувам повторно и министрите и владата да дојдеме и да седнеме, да се договориме околу нашите барања и да изнајдеме едно заедничко решение кое ќе биде прифатливо за сите. Не е проблемот само платите во јавниот сектор, проблемот е и најавите за трансфер од јавен во приватен сектор, каде што многу наши членови ќе останат без работа, и проблемот е исплатата на КАП-15, каде што владата ги казнува приватните стопанственици за неисплатен КАП-15, а истото право на нас не ни го дозволува, затоа се осеќаме тотално дискриминирани и се осеќаме дека некој се поигрува со нас. Но проблем и безбедност е здравето при работа, конкретно во јавниот сектор. Според нашите сознанија, конкретно во судската администрација, иако Законот за безбедност и здраве при работа е донесен веќе 12 години, од 2010 година се формирани првите правни субјекти кои вршат дејност од областа на безбедноста при работа. Вработените во судството немаат проценка на ризик, односно ги немаат оние редовни здравствени медицински прегледи. Каде го гледате проблемот, или како, моето прашање се однесува и ние како Македонско здружение за заштита при работа, како можеме да допринесеме во ова да се најде? Значи, јас кажав, проблемот што е со платите е проблемот и со Законот за заштита и безбедност при работа. Значи, ке нас имаме закони кои ништо не се применуваат и кои што не се имплементираат, така како не се имплементира, значи, усогласувањето на колективните договори согласно повишувањето на минималната плата, така да и не се имплементира и Законот за безбедност и здраве при работа. Јас знам дека од моето искуство, нели, како синдикалец, дека се формира како синдикални представници дадов некој ќе биде одговорен за имплементирање на тој закон и за следењето како се имплементираат тие закони, но тоа сето беше само на хартија, колку да се каже дека нешто се сработило околу законот, а сето останато тука застана и престана да се имплементира тој закон, немаме никакви одлуки, во судската администрација немаат ни лекарски прегледи и затоа и судската администрација веќе најави генерален штрајк во судовите, доколку до 17 февруари, согласно Законот за работни односи и правилникот за штрајк во судовите, не се издаде решение за барањата во кои што едно и заштитата при работа, судската администрација стапува во генерален штрајк. Така, значи, Македонското здружение би сакала да напоменам дека во изминатиот период организираше обука конкретно за значењето на представникот на вработените и синдикалниот представник. Меѓутоа, веројатно сме само ние една точка во мозаикот кој што треба да го градат сите заинтересирани страни. Кога го спомневте синдикалниот представник, односно измените кои што беа во 2014-та во самиот Закон за безбедност и здраве при работа, може да се каже дека се доби на некое значење, синдикалниот представник конкретно. Меѓутоа, како е на терен, дали има улога, односно влијание на самиот работодавач? Дали можете да не пренесете од искуството од терен? Во смисла да процени, да анализира, да се слуша неговиот глас кога станува збор за загрозување на неговиот живот конкретно? Значи, можам да кажам конкретно во јавниот сектор дека се само избрани и дадени се од нас представници кои што се понатака како представници за заштита при работа од синдикатот и дека е работата до тука застаната, само на хартија е запишано дека работодавците или јавниот секторите во некој дел го исполнува законот, но можам да кажам слободно дека нити се прават проценки, дека нити се прават обуки, дека нити е дозволено да се побара некаков податок од работодавачот, така да во многу мал дел од институциите во јавниот сектор се применува Законот за безбедност и здравје при работа. Можам да кажеме, значи, во една регбитола, во Елем, колку што имаме информации ние од теренот од нашите синдикални представници,
Можам да кажам дека во некој дел и во јавното сообраќајно предпријатие во Скопје, можам да кажам дека во јавното предпријатие водовод и канализација Скопје воопшто не се применува, дека во многу голем дел на одредени јавни комунални предпријатија низ општините воопшто не се применува. Тоа е една тажна слика што мислам дека законот е добар и дека Македонија воглавно има добри закони, но еве повторно доаѓаме до онаа ситуација дека законите кај нас не се имплементираат. И за жал никој не одговара за тоа. Како да се промени тоа? Значи, сите заеднички треба да го промениме, сите заеднички, еве и ние како синдикат, и вие како здружение, со вашите улуки, со вашите проекти што ги правите и со помошта што ни ја давате и на нас за зајакнување на капацитетите на нашите представници за безбедност и здравје при работа. Значи, тоа е еден сегмент кој што мора да се истрае, мора да се еден пат кој што мора да се изоди и што поголема што повеќе да правиме и обуки, и семинари, и да бараме исполнување на законот, се со цел да зголемиме и свеста и на работодавачите, а и на работниците и секако и на синдикалните представници. Во контекст на таа заедничка соработка, неодамна во рамки на подгрантова шема на Македонското здружение за заштита при работа започнавте и вие проект Безбеден работник е почитуван работник. Проектот кој што го имплементираме инаку се однесува за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои што се пак дел од Националниот совет за безбедност и здравје при работа. Колку пак сметате дека ова нивно зголемување ќе допринесе и во насока на подобрување на реформите кога станува збор за побезбедни и поздрави работни места? Вака, значи, со самото започнување и објавата на овој проект, за моje големо задоволство и чудење што имаше голем одзив од синдикалците и од синдикалните представници, заинтересираност околу доставување на предлог, идеи, предлог, идеи за и имплементирање на законот за безбедност и здравје при работа, така да ова е еден од чекорите што треба и во иднина да ги работиме и ова не да застане тука кога ќе завршат проектите, затоа што ќе нас во Македонија и сите проекти додека се имплементираат, сите заинтересирани страни учествуваат и нешто спроведуваат и нешто имплементираат, но кога ќе завршат проектите, доколку нема интерес од целата таа програма, значи застанува тука. Значи, еве, јас ветувам како председател на Конфедерацијата дека проектот нема да застане тука и кога ќе заврши, дека проектот ќе продолжи, затоа што е тоа една пресушна потреба на нашите вработени да бидат запознаени со во какви услови работат и какви права имаат околу законот за безбедност и заштита при работа. Така и Македонското здружение за заштита при работа секако останува доследна на својата мисија. Ви благодарам за овој искрен разговор. Верувам дека ќе бидат допрени многумина, ќе се најдат веројатно во овој разговор, меѓутоа тоа е и целта на ваков тип на емисија и тоа зошто функционираме и ние како граѓански сектор и вие како синдикат, да ги поттикнуваме и да оние горчливи прашања кои што можеби остануваат некаде под тепихот, како што би се рекло. Благодарам и на вас и уште една голема благодарност што ете со токав ентузијазам ја работите оваа работа и што придонесувате многу во Република Македонија и ние како граѓански организации, како синдикати, како невладени организации да бидеме поактивни во имплементирањето на законот за безбедност и здравје. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас. Ви благодарам и на вас за вашето внимание. Поздрав и имајте безбеден ден.